Благодарам, председателка. Да, сакам да дополнам, бидејќи сакам да кажам дека и во моментот не следи нас македонската јавност, вклучително и граѓанските асоциации, здруженија кои што се загрижани сериозно за животната средина, чистиот воздух и сите оние работи кои што се важни за здравјето на сите граѓани на Република Македонија. И да, точно е, министре, дека има повик, меѓутоа според информациите повикот за субвенционирање е многу мал, односно се однесува за мал број на возила. Сега, ако ние знаеме дека во Македонија, например во 2020 година биле регистрирани 500.633 возила, од кои што само во Скопје 181 и 149 возила, од прилика, значи кажувам, се оградувам, вашиот, значи повикот за субвенционирање според сумата која што е предвидена се однесува на од прилика 500 до 600 и неколку возила. Затоа уште еднаш обрнувам внимание дека овој амандман се однесува на субвенционирање на 10.000 возила, од кои што 5.000 во градот Скопје. Според оно што го следиме, во првата половина од оваа 2021 година имало повик за субвенционирање кој што бил завршен за значи таков голем интерес имало кај граѓаните за оваа мерка, што конкурсот не трел 60 дена, туку се затворил многу порано, бидејќи капацитетот на сумата која што била одвоена за субвенционирање била искористена по само еден месец, па морало да се затвори конкурсот. Сега точно отворен е нов конкурс, колку што видов на 21 ноември, меѓутоа веројатно и тој се однесува само на околу 500 до 600 возила. Ние, односно како гласноговорници на загрижените граѓани за чистиот воздух и за здравата животна средина, со овој амандман бараме 10.000 возила да се субвенционираат, од кои што 5.000 во Скопје. Значи тоа е многу поголема бројка која што веруваме дека ќе направи сериозна разлика во однос на квалитетот на воздухот кој што го дишаме, во кој што дел од загадувачите се и точно старите возила и нивните издувни гасови. И затоа сметам дека амандманот треба да се поддржи, бидејќи навистина станува за сума која што ќе покрие многу поголем број на патнички возила кои што циркулираат во градот Скопје, особено во центар. Јас доаѓам од општина Центар, која што се соочува со највисок степен на загадување. И тоа е на штета не само на резидентите на општина Центар, туку и на сите граѓани кои што циркулираат во Центар, значи не само од Скопје, туку и од цела Македонија. И затоа сметам дека навистина е многу важно овој амандман да се прифати, или еве може да предложите, како што рече колешката, бидејќи тоа станува збор за нафта, еве ако сакате да го видоизмениме, па тоа да биде субвенционирање за префрлање на метан, кој што, како што знаеме, сега се смета за еколошки здрав, да кажам, не е ни тоа здраво, но по не толку штетен отколку дизелот. Уште еднаш, министре, апелирам да размислите за сумата за, бидејќи станува збор навистина за субвенционирање на голем број на возила. Веројатно една од мерките кои што вие ги имате се во таа агенда на зелен развој, но тука исто така ќе ве замолам да ни образложите што се содржи во таа агенда зелен развој и каде можеме ние како пратеници да најдеме детален план, значи детално за кои проекти станува збор дека ќе бидат финансирани, со колкави суми и што тоа ќе значи за граѓаните. Ви благодарам.